работни обврски. Советниците на ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери при Советот на општина Струмица го изразија своето незадоволство што јавното предпријатие Комуналец склучи договор за собирање смет со приватна фирма во висина од 1.200.000 евра. Договорот е скандалозен, истакна советникот Сашо Милковски, бидејќи како што кажа специјализирана фирма со околу 500 вработени ги предава работните задачи за собирање и транспортирање на сметот на фирма за која никој не знае со какви возила располага, заради што побара од надлежните да се расчисти ситуацијата. Граѓаните се прашуваат дали е нормално јавното предпријатие, чија основна дејност е да го чисти сметот, да ги предаде своите работни обврски на друго правно лице на сметка повторно на граѓаните. Со половина илјада вработени, јавното комунално предпријатие ќе ги предаде своите работни задачи на друго очигледно поефикасно правно лице. Дали е нормално друга фирма да има подобра механизација од специфичен тип и заради кои активности веќе ја поседува таа механизација и особено надлежните да утврдат кога ја набавила. Директорот на Струмишки Комуналец пред некој ден за нашата телевизија истакна дека се ангажира фирма по потреба за период од една година, бидејќи се соочувале со истрошен возен парк, а бил зголемен и обемот за работа. Тврди дека договорот, иако е склучен на 1.200.000 евра, не значи дека ќе се реализира во целост, туку ќе се плати според учинокот на фирмата Дасмак кој што се ангажира по потреба. Она што е направено како јавна набавка, направена е према нашите стручни служби и нашето видување за целогодишно користење, за секојдневно користење, тоест користење на таа механизација, бидејќи ние не можеме да правиме парцијални, да кажеме, него е правена набавка. Но дали таа ќе биде искористена до крајот на важење на тендерската рокот на тендерот, тоа воопшто Колку што ве разбрав, тоа е горната граница. Таа е горната граница. Колку што се користи. Што значи може би ќе биде искористена 10, 20, 30% од тоа, не знам. Тоа се зависи од потребите наши, односно и од солидноста на нашиот возен парк. Струмишки Комуналец од оваа година почна организирано да го собира отпадот од сите населени места во општината, а како што кажа, располагаат со 8 возила, од кои 2 во моментов имаат дефект и не се во функција.